За да навредиш силен маж, кажи му лага. За да навредиш слаб маж, кажи му вистина. Марко Аврелий. Добре дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И темата на денешната емисија е Бели витези. Бели витези. Што е тоа? Изразот Бели витези практично се појавува негде околу 2003 или 2004 година по оние форуми на мажосферата и блогови и разни коментари по интернет како пежоративен израз, практично. Тој е израз против оној модерен израз или вид на рицарство, витештво, во наводници, заради тој се вика бели витези. Практично рицарство или витештво во корист на жени, а понекогаш во ретки случаи на левичари општо, меѓутоа најчесто во корист на жени, одбрана на жени, без стварна придобивка. И со цел, значи идејата на белите витези, или агендата да ја наречеме така, е посредно да преку витештвувањето да ги спуштаат нивните конкуренти мажи и да им го намалат статус. И со тоа да постигнат намалување на привлечноста кај жените, на нивните конкуренти, а со крајна цел секако издигнување на нивната привлечност, на самите витези. Модерните бели витези се надеваат дека преку напаѓање на мажите и преку бранење на жените ќе добијат сексуално романтичен пристап до жените кои ги бранат, дека жените ќе ги препознаат како силни мажи кои дошле во нивна одбрана и ќе им се подадат. Често во таа борба против другите мажи користат на површина некои квази логички аргументи и работи во муабетите, но под површината вистинската мотивација е борба за статус. Да се прикажат себе си како оној витез во сјаен оклоп, во бела облека, кој што ги брани жените од овие лошиве мажи кои што ги напаѓа. Сега, ова е најчесто неуспешно, бидејќи жените осеќаат дека белите витези имаат агенда и заради таа агенда го прават истото и не им даваат сексуално романтичен пристап. Меѓутоа, сепак им овозможува да бидат на нивна страна. Значи жените не ги напаѓаат, не им викаат: "Ај, не ми витештувај многу, знам јас ти зашто сакаш да ме браниш, зашто сакаш да ти дадам пристап до мене." Не, жените практично ги чуваат белите витези во својата околина како орбитери, тоа често во мажосферата да е познато како бета орбитери, че ги чуваат овие бели витези, бидејќи практично жена која што има поголем број на мажи кои што се во нејзина одбрана, значи дека има повисок друштвен статус. А жените во главно се обседнати со тоа да се качуваат што повисоко на скалата на друштвениот статус, преку мажите, дали преку нивниот маж или преку мажите кои што се во нивното друштво, сеето. И последно воведо што ќе го кажам за белите витези, кој што ќе го разработиме понатаму со свештеникот, е дека практично белите витези се оние делта и понизок вид на мажи кои што се слабаци, ама кои што сакаат да се прикажат како силни. Најчесто се тие, а некој помал процент се некои постари генерации на мажи, например како бумери тие пред нив, кои што веруваат во изворната невиност, чистота и честитост на жените, бидејќи доаѓаат од други времиња, каде што жените се однесувале многу по-принципиелно, многу по-честито, многу по-морално, заради тоа што имале татковци и цело општество кои што ги држало да се однесуваат така. Па поучени од тоа време веруваат и гледајќи како се однесувале жените тогаш, сметаат дека жените се изворно невини, чисти, честити и сега не им е јасно што е сега со мажеве, зашто ги напаѓаат. Меѓутоа да се приближи на повеќето модерни жени, таквиот постар бел витез ќе се забезекне колку корумпирано и колку неморално се однесуваат. И тоа запанатamo во емисијата. Тоа беше дел од воедот, значи белите витези се практично оние кои што ги бранат жените неосновано, со цел и со агенда позадинска за да добијат сексуално романтичен пристап до нив, а во основата се слаби мажи. Тоа беше воедот, а сега ќе му дам збор на свештеникот да искоментира нешто околу овие наши сјајни бранители на жените. Белите витези се големи бранители на жените, меѓутоа парадоксално никогаш не успеале да одбранат жена. Јас нема да губам многу време да дефинирам, бидејќи ти убаво ги дефинираше. Сакам малце подетално да навлезам во психологијата на белиот витез, меѓутоа исто така сакам да навлезам и во оние општествени корени кои што ги создаваат белите витези во поново време. Накратко, или да кажам дека белите витези се тип на мажи кои на површина изгледаат претерано добри, изгледаат заштитнички,
како феминисти и така натака, но во суштина на нив не им е гајле за правата на жените, ниту пак многу се замараат за политичките и општествените проблеми на човештвото, бидејќи станува збор главно за мажи кои што се длабоко заглавени во одредена зависност, дали од видеоигри, дали од храна, од социјални мрежи и така натака. Некои од нив и уште со поголеми зависности како дрога и така натака. Па дојде јас би рекол и зависност од жени. Што би рекол ти? Да, дефинитивно од женско внимание. Меѓутоа, на страна од тоа, сакам да кажам дека се обично луѓе кои што се заглавени во некоја друга зависност уште повеќе, и кога човек е заглавен во одредена зависност, тој не може да се посвети на големите проблеми на општеството, бидејќи се бори со своји демони. Човек кој што главно е излезен од такви зависности масивни кои што го контролираат, тој човек сега може да влезе во костец со вистинскиот непријател или со светот и така натака, и да направи нешто во светот. Меѓутоа, овие луѓе главно не се такви. Ова се луѓе кои што се борат со сопствени демони. И со тоа можеме да видиме дека тие не се некоја интелектуална или одговорна грамада која што се грижи или за општеството, туку тие глумат дека се грижат. Значи, тие ги ставаат жените на еден незаслужен пиедестал за да купат љубов од нив, за да купат внимание, за да купат секс и така натака. Пред се работи за внимание, меѓутоа доколку може да се добие секс, па дури и да се добие љубов, уште повеќе. Меѓутоа они се задоволуваат главно со внимание, затоа што тоа го гледаат како еден лесен начин за валидирање. Значи, не ти треба одговорност, не ти треба мажественост, не ти треба материјален успех, не ти треба автентичност, самодоверба и така натака. Тоа се тешки работи, тоа се работи за кои што треба да се потрудиш многу за да ги постигнеш, а е многу тешко да ги глумиш, многу е тешко да ги емулираш таквите карактеристики, и затоа најлесен начин е да глумиш засегнат за нивните права и да се шлепаш на нивната борба, да се преправаш дека си некој безопасен маж кој што ништо нема да ја направи, туку само пасивно ќе ја поддржува и така натака, за да си ја добиеш посакуваната валидација и посакуваната публика. Значи, клучниот мотив не е некоја автентична добрина, не е некоја доблест, туку е трансакција. Тоа е една трансакција маскирана во морал, еден вид на глумење добрина и користење на добрината како валута за да добиеш нешто. И сега да влеземе во тоа кои се корените, значи за да видиме која е раната, што е проблемот што создава вакви типови на мажи, за да може да видиме како да ги излечиме. Ако видиш една болест, ако видиш еден проблем, 50% си завршил. Во психолошките проблеми тоа е така. Обично во телото, и во телото е така, кога ќе видиш што е проблемот, после може да го третираш. Меѓутоа самото гледање не е решение, додека пак во психологијата самото гледање на проблемот е голем дел на решението. Така функционира. Во однос на личните корени, сметам дека белите витези главно страдаат од два психолошки проблеми, всушност страдаат од повеќе, меѓутоа два корена има кои што се провлекуваат кај овој профил на луѓе. Имаш 10% од белите витези кои што се тешко и длабоко завлезени во нивното витештвување, кои што се дури идентификувани како бели витези, тоа се луѓе кои што јавно и отворено си кажуваат дека се бели витези, кои што се лигават по жени, кои што едноставно не можат да си помогнат самите на себе, знаат дека тоа го прават, знаат дека ништо не добиле од тоа, меѓутоа тоа е еден модус операнди кој што не може да се излезе и тие си го прифатиле како нивна реалност, дека се лигави. И тоа се обично луѓе кои што имаат големи мами ишус, значи проблеми со мајката, која што во минатото била доминантна или била емотивно флуктуирачка, и синот научил дека мора да биде добар, мора да биде безконфликтен, мора да и биде услужлив на мајката и така натака, за да добие љубов. Тоа е главно поврзано со мајката, меѓутоа доколку и двата родители биле такви, тоа тие мами ишус се зголемуваат. И сега овие се помал број на бели витези, овие се луѓе кои што главно многу е тешко да ги излечиш, бидејќи тие се завлезени во длабокото. Меѓутоа 90% од белите витези не се такви. 90% имаат еден обичен или да речеме нагласен страф од одбивање и страф од напуштање. И сега сите ние имаме страф од одбивање и напуштање. Секој човек има, бидејќи такво е општеството. И на училиште, и дома, секогаш се наоѓа некој родител, некој старател кој што
сака да не услови со неговата љубов, ќе ни рече ќе бидеш добар ако го направиш тоа и така натака, ти си добро дете, ти си лошо дете и така натака, и тоа се све условувања кои што не се здрави за детето, меѓу тоа се еден вид на манипулација, кој што дури да не ги прави родителот, ќе ги направи дедото, бабата и така натака, и не може да се избегне од тоа. Секој човек во себе има одреден страф од одбивање и напуштање, тоа е нормално, меѓутоа главно се контролирани кај луѓето. Кај белите витези овој страф е воспален, многу е голем, меѓутоа не е толку многу голем да стане мами ишус, меѓутоа е доволно голем за тие во својот модус операнди да развијат една стратегија на ако сум најдобар, ако сум неопасен, ако сум поддржувачки настроен и така натака, таа нема да си оди. Мајката нема да си оди, и жената и така натака, девојката, пријателката, кој да е, нема да ме напушти ако сум јас многу мек, многу добар, ако не се карам со незе, ако најдам начин секогаш да ја поддржам и така натака. И ова се тип на луѓе кои што можат да се спасат, можат да се освестат дека живеат еден таков неубав начин на функционирање и можат да излезат од тоа. И јас мислам дека оваа епизода е баш за нив, за таквите луѓе. И сега, освен овие работи, тие страдаат и од други психолошки, да речеме, не можам да кажам проблеми, бидејќи тоа би било многу силен збор, меѓутоа е одредени психолошки карактеристики. И овие карактеристики се многу интересни затоа што преку нив, ако ги видиме кај одреден маж, можеме да препознаеме дека овој човек е бел витез или да го распознаеме белиот витез од нормален маж кој едноставно се согласува со ставовите на некоја жена или дава искрен комплимент. Значи не значи дека ако ти дадеш искрен комплимент или се согласуваш или сакаш некоја жена или се бориш за неа дека си ти бел витез, напротив. Меѓутоа има разлика. И сега како да ја видиме таа разлика? Па таа разлика може да ја видиме преку оние карактеристики на белиот витез. Пред се тука е ниската самодовера. Значи она едно верување дека човекот, мажот сам по себе не е доволен, туку треба нешто да направи за да биде купен, за да биде доволен, за да вреди. Значи тоа е човек кој што не верува дека вреди самиот по себе. Многу луѓе имаат ова самодоверба и многу мажи поради општеството, затоа ќе зборам малце подоцна, меѓутоа ова е главната карактеристика. Потоа она што го спомна ти кај бумерите, тоа е таа идеализација на жената, кога верува дека жената е еден вид на божество или полубожество што ќе му даде вредно, што ќе му даде реална личност, таа има доблести, таа ќе го спаси него и така натака. И исто така, многу важна карактеристика е тоа што гледаме дека белиот витез има многу голема скриена агресија. Значи има многу потиснат бес кон жени. Меѓутоа, тој не може да искаже бес кон жената, бидејќи се кочи, има таква стратегија, и тој секогаш е пасивно агресивен. Значи, кога ќе видиш маж кој што е пасивно агресивен кон жена и кој што се разочарува кога жената не му да му врати со добрина и не враќа со став, со самодоверба, туку враќа со пасивна агресија и така натака, и глуми и не сака да го каже вистинскиот проблем, одма можеш да видиш дека тоа е бел витез. Значи, тоа е многу јасен лакмус тест. Значи, тие се тие три главни карактеристики. Ниска самодоверба, ја идеализира жената и има скриена агресија, има еден потиснат бес кон жените и кон светот. Сега, освен тие работи, кои што имал несреќа некој маж да речеме да ги поседува, па да стане бел витез, постојат и одредени општествени корени кои што го притискаат мажот. И човек кој што нема вакви карактеристики го притискаат да биде бел витез, меѓутоа тие тешко успеваат кај човек кој што има самодоверба и кој што е психички здрав, меѓутоа тие сепак си притискаат за да можат кога детето или мажот, младиот маж кој е во развиток, да успеат да го изманипулираат, да успеат да го присвојат, да стане бел витез, со тоа да го направат безопасен и лесен за контрола. Кои се тие општествени корени? Според мене, тука се оние филмови, серии, што знам, поп култура, песни и така натака, каде што машкиот лик добива љубов преку тоа што се самопоништува, преку тоа што е трпелив. Всушност можеме да видиме дека многу цртани филмови во 90-тите, а сега можеби сите цртани филмови, може да се представи мажот дека е таков смотан, чуден, малце приглуп и така натака, додека пак неговата жена или девојка е секогаш зрела, паметна, фокусирана,
озбилна, додека пак мажот се шегува, секогаш е некој таков дворски шут, а она е секогаш во елемент. Меѓутоа, сепак и покрај тоа што он е таков, она го сака некој, го прифаќа и на крај секогаш тој завршува со нејзе, и покрај тоа што тој е смотан и чуден, зошто бидејќи секогаш ја поддржува, бидејќи на крај тој е лојален. И бидејќи е лојален, најчесто така, таа се смилува и го прифаќа да му биде жена и така натака, а оној силниот маж, озбилниот, способниот, тој скоро секогаш е негативец. И сега тоа не значи дека и во реалност не постојат негативци мажи кои што се способни, меѓутоа тие се ретки. Всушност, најголемиот процент на способни зрели мажи се добри, а оние кои што се смотани, слаби и така натака се лоши. Постои мал дел на смотани добри мажи, меѓутоа главниот дел се лоши луѓе, кои што имаат потиснат бес. Меѓутоа во филмовите обично тоа се и во цртаните филмови и така натака, обично тие работи се пошто во цртан филм секогаш можеш да ставаш одредени карактеристики на карактерите кои што ти ги правиш и секогаш можеш да ставиш ваков ќе биде лошиот, таков ќе биде добриот и така натака, и ти си ги вртиш работите да личи како секогаш добриот човек е оној добриот маж е оној смотан, чуден и така натака, и секогаш жената ќе го прифати ако е таков, бидејќи на крај ќе му се смилува, бидејќи е многу упорен и лојален и така натака. И ова е тоа што создава бели витези. Имаше една теорија дека оние кои што ги создаваат сериите, особено во Холивуд и така натаму, дека се практично гама и делта мажеци кои што преку филмовите кои што стигнале да ги прават се осветуваат на оние јаките мажеци кои што ги добивале вниманието на жените и заради тоа намерно ги прикажуваат како сите силни способни мажи ги прикажуваат како негативци во нивните медиумски производи. А јас мислам дека причината е многу по-злобна и по-позадинска. И мислам дека агендата која што се спроведува преку Холивуд, ама и други извори на такви содржини, е систематски да се ослабат мажите за да не бидат конкуренција на оние мажи кои што се врват на пирамидата на денешниот свет. Може би вистината е некаде во комбинација од овие две работи. Сигурно се работи за една доза на одмазда и така натака, представување обично уметниците и авторите кои што пишуваат книги, себе си се представуваат во книгите како некои си ги вметнуваат своите слаби карактеристики што ги имаат во реален живот, меѓутоа сепак на крај победуваат во книгите, бидејќи нивна е книгата, и тоа е тоа кое што додека пак оние способни мажи ретко седи да пишува книга затоа што прави нешто друго. Да. И обично авторите сакаат да се валидираат со такви филмови и така натака. И уште една имам карактеристика да кажам, која што е општествен корен на белите витези, а тоа е модерниот феминизам, нема да го пропуштам. Значи, обичниот феминизам, стариот феминизам, кој ги видиш барањата на жени, на феминистките, кои што во тоа време ги имале, тоа се одлични барања. Тоа се барања кои што јас би застанал целосно позади нив и би ги бранел и така натака. Тие бараат вистинска еднаквост и така натака. Тие всушност, ако можеш да видиш, ако навистина си искрен, ги погледнеш нивните барања, ти ќе видиш дека доминираат барања и нивната борба се орбитира околу нивното право да немаат абортус. Всушност, може би лошо го формулирав, се борат против абортусот. Во основниот феминизам тие се борат против абортус. Сакаат да го направат нелегален. И тоа е една од нивните борби, меѓутоа и другите борби се све многу правични, еднакви и така натака. Меѓутоа, ако го видиш модерниот феминизам, тоа е една бледа сенка, една извитоперена идеологија во однос на оригиналниот феминизам. Значи, од барање еднаквост и така натака, се развива до идеја дека мажот мора секогаш да се самообвинува и мора секогаш да се постави во една подредена позиција и секогаш од него да се очекува некој вид на моралност, на одговорност и така натака, која што мора да биде под жените, мора да биде за жените и така натака. И ова се тие главни корени кои што сакав да ги кажам, значи личните и општествените, тука ќе завршам, па потоа можеме да објаснуваме и каква е динамиката на белите витези во реалност. Да, и јас заради тоа и модерниот феминизам го викам фемшовинизам, затоа што е омраза спрема мажите, затоа што е обид преку убави зборови и квази интелектуални концепти
да се претворат мажите во робови за жените и не само за жените, туку преку нив и во робови за системот. Значи да работат како волови, а да не добиваат ништо назад, да немаат реална моќ. Инаку, мислам дека главниот проблем со белите витези е тоа што покрај тоа што го спомна дека имале можеби многу доминантна мајка која што ја условувала својата љубов со тоа, со нивното добро однесување, речеме. Па тие научиле нели дека треба да се однесуваат добри, да служат на жените за да добијат љубов. Мислам дека тука и многу голема улога имаат и немаштијата на силни мажи како ментори, на квалитетни мажи како ментори, кои што требале да ги научат истите мажи дека секако ти како помоќен, како поспособен, како некој кој што ќе добиеш, да речеме, некаков статус во општеството, секако дека треба да служиш на оние што се послаби, на оние што се онемоштени, ама тоа дека е општествен договор, дека е двостран однос. Апсолутно, значи доминантна мајка значи рецесивен татко. Тоа е секогаш така. Да, и заради тоа и не може таткото да биде добар ментор, заради тоа што мајкава го практично го буткала на страна. Или многу често се случува да жени едноставно навлегуваат во машки друштва и да ги растураат. Таму каде што мажите можат да бидат сами едни со други, кај што се качува тестостеронот, кај што знаеш другите мажи ќе те како железо што се кова со железо, меѓу себе се брусат и стануваат подобри, поквалитетни, посилни, поцврсти мажи. Жени кои ќе навлезат во машки друштва, тоа е едноставно рецепт за растурање на машкото друштво после некој време. Видено многу пати низ историјата. И практично уништување на менторството од маж кон маж. Затоа што мислам дека, знаеш, жените можеби осеќаат какви мажите треба да бидат, што меѓутоа мислам дека не се многу свесни и немаат знаеш, внатрешното чувство да бидеш маж и да знаеш што му се врти во главата на еден маж, да му ги знаеш неговите потреби, да знаеш како е да си маж и со тоа, ако си мудар, онака патриарх, искусен татко, например, кој што има синови, или некој кој што водиш, например, боречки клуб, или што и да е ситуацијата, нели? Газда си на работа, кај што имаш мажи под тебе, кои што работат за тебе, едноставно да им бидеш машки ментор, да ги разбираш. Од една страна да разбираш нивната потреба да бидат, нели, амбициозни, да сакаат да успеваат во животот, а од друга страна да се обидеш да ги претвориш во вистински витези наместо бели витези. Наместо нарцисоидни маженца кои што се слаби, да ги претвориш во вистински мажишта кои што ќе превземат понатаму мантијата за одржување на општество. Значи, тоа што вистинските мажи ментори, особено патриарси, го пренесуваат, а кој што се има изгубено во последно време и кој што јас и свештеникот сакаме да го вратиме назад, е објаснувањето, односно утувувањето во главата на младите мажи, кои што се уште не се успешни, кои што немаат никаков статус, способности така натаму, не се квалитетни и кои што тек треба да се изградат себе си, дека витештувањето е двостран однос, дека историското витештвување, рицарство е двостран однос. Да, ти треба да служиш на послабите, треба да служиш на онемоштените, треба да си витезот, треба да бидеш културен, треба да бидеш воспитан, треба да подадеш раката кон оние што се послаби. Ама тоа се прави под услов да ти добиеш моќ од каде што од таа височина ти го правиш истото. Од височината, од точката на моќ ти ги помагаш другите. Тоа е односот на вистинското витештво. А не да си доле и да не добиеш никаква моќ, а да биде очекувано од тебе да им служиш на жени или на слабаци или на левичари или нешто и да. Тоа е рецепт за пропаст. Тоа е рецепт за едноставно да бидеш магар, да бидеш искористен. Значи тоа што јас и свештеникот се обидуваме цело време да го утувиме кај беливе витези, е дека треба да станат силни мажи. Треба да станат амбициозни мажи, треба да се изградат себе си. И кога ќе дојдат до точката на моќ, самите жени ќе ги почитуваат и самите жени ќе сакаат да бидат под нивна заштита. И тогаш ќе бидат вистински витези, не бели витези. И немаат потреба да ги спуштат и да ги напаѓаат другите мажи кои што се поуспешни од нив или поквалитетни по нив во моментот. Единствениот надпревар кој што е битен е сам со себе. Ти треба да се изградиш сам себе си. Кога ќе се изградиш сам себе си во квалитетен маж, после тоа сите овие работи ќе се менуваат и самиот светоглед ќе се смени. Тогаш ќе сватиш зошто понекогаш мажите кои што се искусни, мажите кои што се мудри, ги напаѓаат или ги критикуваат однесувањето на жените. Затоа што некогаш жените, во последно време се почесто за жал, не се однесуваат добро, не се однесуваат морално. Меѓутоа не само жените, и мажите. Значи, едноставно самото ширење на нарцисоидност, на себе возлюбеност во последно време е деструктивно за нашето општество, за нашата заедница и оние кои што се искусни, оние кои што се мудри луѓе
секако дека треба тоа да го критикуваат и да го напаѓаат. И кога, ако конкретно збориме за жените, кога се однесуваат лошо жените, кога се однесуваат непринципиелно, кога се однесуваат неморално, треба да бидат критикувани, треба да бидат напаѓани. Како? Како ќе одржуваме едно функционално општество каде што од мажите се очекува, како што вика свештеникот, да служат, да бидат криви за се, целиот свет да го носат на своите плеќи, а од жените им се препушта да прават што сака. Тоа е рецепт за распад на секој општество. И тоа и било причината за распадот на сите претходни општества. Свештеникот рече, оригиналните феминистки, се бореле за добри работи. Јас се согласувам за тоа, иако можеби ефектите денеска кои што ги гледаме можеби не се такви, ми да речеме дека оние основните причини за еманципација на жената, за заштита не се гледа на жената како на алатка, тука се гледа како живо битие, кое што заслужува она изворна почит само од раѓање и да се почитува како живо битие, да и се даде, нели, право на глас и така натаму. Сите тие работи се дел од зрењето на човековиот вид и од еманципацијата не само на жените, туку и на други групи, на други поединци во нашето општество. Тоа е изворниот феминизм. Меѓутоа денешниот фемшовинизм, како што го викам јас, всушност сака да ги претвори мажите во робови. И уште една работа ќе кажам дека денешниот фемшовинизм не е спонтан. Тој е, да речеме дека оригиналниот феминизм е узурпиран од други сили кои што се над него и кои што сака да го претворат ова, да ги претворат мажите во робови. Затоа што знаат дека вистинскиот создавач на вредност во едно општество, материјална особена вредност, се мажите. Меѓутоа, мажите никогаш, ако се свесни за ова, никогаш нема се согласат да бидат волови, да бидат искористени, да работат, а да не добијат ништо назад. Сите мажи се амбициозни заради тоа што сметаат дека на крајот ги чека некаква награда, дека ги чека семејство, дека ги чека квалитетна жена од другата страна. Меѓутоа, тоа значи дека ќе треба дел од ресурсите да им се дадат на нив, а не на оние кои што се наврват. И тие наврват, природно дека сакаат преку пропаганда да ги претворат мажите во слуги. И нивни слуги и слуги на системот кој што ги крепи. Те што се наврват, преку нивните корисни идиоти на теренот, тоа се фемшовинисти. Така. Во голем дел белите витези ги разбираат овие работи и го гледаат тоа. Тоа може да се види со тоа што, или кажав дека постојат два типа на бели витези, оние длабоките со мами issues, тоа се 10% од белите витези од прилика, кои што можеме да речеме практично дека нема лек за нив и тешко е. Меѓутоа има 90% од тоа множество на луѓе, тој фонд на луѓе кои што има лек, кои што навистина можат да излезат од таа матрица. Можеме да видиме дека за нив има лек, зошто па бидејќи тие не го признаваат тоа. Кога ги бидат обвинети дека се бели витези или ќе им се укаже тоа, тие не прекинуваат да бидат бели витези, меѓутоа го негираат. Тие велат не е така, јас сум левичар или тоа е мое гледиште или во овој момент само така мислам, иначе тоа не е реалност и така натака, значи кријат, криптични бели витези. И ова се луѓе кои што се здрави до некаде, значи тие гледаат дека таков однос не е здрав, не е нормален, меѓутоа тоа им е еден подсвесен, кој што кажав, подсвесна стратегија, подсвесен модус операнди и не може да излезат од таа матрица. Меѓутоа знаат дека таа матрица не е во ред. И тие имаат една иста динамика, че можеме да видиме дека сите бели витези одат по една иста психодинамика, тоа е можеби најдобриот збор, еден процес кој што се повторува кај сите бели витези во однос на една жена или група на жени. Тука можеме да видиме дека тие имаат, секогаш почнуваат со еден спасителски комплекс, значи се чувствуваат вредни, како што кажав, само ако спасуваат или ако поправаат некоја неправда или така натака, или се жртва, носат болката на жените ја носат на својот грб и така натака. Меѓутоа најпрвен почнуваат како жртви. Под жртви мислам на жртвеници. Или како што кажав, ја земаат болката на жената на свој грб, се обидуваат да ја помогнат, да се омаловажат себе си за неа и така натака. И потоа влегуваат во фазата на спасители. Ова е кога веќе ќе ја запознаат жената добро и ова е најдолгата фаза. Тука веќе стануваат она што го нарекуваш ти бета орбитери, да, или месечини кои што се орбитираат околу жената.
околу својот таргет, всушност тие не ја гледаат како еден вид на цел, не ја гледаат како нешто кое што е вредно за спасување, туку тие гледаат како цел која што можат да и се вовлечат во незиниот живот и да добиваат незино внимание, па ако имаат среќа да се вовлечат и во незиниот кревет. Меѓутоа, на почеток тие не се не надеваат на тоа. Значи, како што кажав, започнуваат како жртвеници, како некои луѓе кои што ќе дадат се за таа жена, ќе незината болка ќе ја држат, ќе ја носат на свој грб, и тука жените обично, поготово оние кои што имаат послаби морали, дозволуваат таков маж да ја понесе незината болка или незините моментални, да бидат рамо за плачење и така натака, бидејќи тоа и им треба на тие жени. Исто така како што кажат и тие, многу често го гледаат, тоа да знаат дека се работи за слаб бета маж, меѓутоа го користат, што е нечесно од страна на жените, го користат како алатка не само за да се издигнат во ранкот, туку и на психолошко лично ниво го користат за да си помогнат на себе, да им врши некои мануелни работи, да ги слуша, да биде тука за да ги слуша, па и да ги брани на интернет и така натака, или што и да е. Па едноставно им одговара вниманието, нарцисоидно, знаеш. Да, апсолутно, значи тоа е на психолошко ниво, како што кажав. Им се допаѓа вниманието, им се допаѓа да бидат слушнати, видени од некој маж, и покрај тоа што тие никогаш нема да му дадат вистинска љубов или вистинско внимание на него, туку го користат само за еден вид на привиден, лажен мелем на нивните рани, кои што можеби им ги направиле други мажи или им го направило општеството и така натака. Потоа, кога тие ќе влезат во орбитата на оваа жена, тие стануваат спасители. Значи тука се борат за нејзе, цело време се околу нејзе, ја мислат, избаруваат добро и купуваат подароци секој на различни начини, ја третираат. Меѓутоа, колку повеќе ја третираат, толку повеќе тонат во незините очи, толку помалку стануваат способни и достојни за вистинска љубов и еднаква врска. Меѓутоа, тие го знаат тоа и се повеќе и повеќе тонат. И овој триаголник, може да кажеме, завршува кога ќе му прекипе, може да кажеме, на белиот витез, кога ќе види дека долго години, долго време тој бил околу нејзе и ја прогонувал на некој начин, дал толку многу жртва, толку многу, можеби дури пропуштил он негови шанси за каков и да е напредок во неговиот личен живот, и не ја добил таа награда која што ја очекувал. Не добил потребното внимание, не добил секс, не добил љубов и така натака. Жената која што тој ја орбитирал поминала многу партнери, можеби дури и се омажила на крај и така натака. Тој и останал другар кој што се надева дека таа еден ден ќе се разведе или ќе раскине, па тој ќе може да се бутне. И дури и да се случи тоа, таа нема да го избере него, ќе избере пак некој друг со кој што ќе се омажи, и тоа ќе трае со години, со дека не му прекипе на белиот витез и не влезе во неговата трета фаза како непријател, како еден човек кој што ја мрази и ја презира и едноставно почнува да ја гледа како некоја жена која што е нечесна, како некоја која што никогаш всушност не го ни сакала, само го лажела, го манипулирала. Тука веќе почнува да користи термини кои што порано ги критикувал како ороспија и така натака, и кој што ќе ги користи за жената за која што му била светица. Зошто? Бидејќи всушност таа не му ја дала љубовта која што тој ја просел сите овие години. Значи, тие всушност скоро секогаш овие односи започнуваат како еден вид на жртва, меѓутоа завршуваат како во омраза и во презир кон жената, бидејќи на крај секогаш ќе се случи да се разочара белиот витез и целиот овој контакт ќе заврши во омраза. Исто така една од главните динамики на белиот витез е тоа што имаат огромна омраза кон алфа мажи. Зошто имаат омраза? Па бидејќи тајно ги имитираат, всушност тајно им завидуваат и гледаат како тие се толку успешни, тие може да имаат која сакаат жена без многу да се трудат, без да им орбитираат, без да се жртвува, без да се понижува. Тој само треба да се појави, дури некогаш и не е ни толку убав како овој белиот витез, а сепак неговата аура, неговата самодоверба е таа што привлекува жени без никаков проблем.
додека пак белиот витез се труди цел живот и не може да успее, и затоа тој има многу голема омраза и сака во очите на жените да го оцрни алфа мажот. Меѓутоа алфа мажот не се грижи за такви работи, всушност многу ретко и тој се брани, тој едноставно се ја живее својата природа, си го тера својот филм, да речеме, и тоа е тоа што жените ги привлекува кај вистинските мажи. Како што ги кажуваше фазите на развитокот на еден бел витез, ме подсети на еден победник кој што јас и ти го знаеме, а не може да не ме подсети на тој. И тој така велеше, кога таа со кој што беше, тогаш едноставно го одбиваше или одеше со други мажи седно, и тој им велеше на тие други мажи, ќе видиш ти, јас сум победник, на крај ќе победам и така натаму. И мислам дека истиот менталитет го имаат и белите витези, по тоа што го опиша практично, дека се убедени дека нивната жртва ќе биде препознаена на крајот, нивната добрина, и жената ќе ги батали овие што се лошиве алфа мажи кои што искористуваат, и ќе им дојде на нив насмејане и срекно ќе живеат заедно до бесконечност. Тоа што сакам да им го кажам на мажите е дека жените им даваат почитување и сексуално романтичен пристап на јаки, а не на слаби мажи. И ако сакате поквалитетни жени да ви даваат внимание и пристап до нив, треба да станувате поквалитетни самите вие. А дел од квалитетот на еден маж е неговата мажественост. Дел од мажественоста е да бидеш јак, да бидеш принципиелен, да веруваш во себе си, да бидеш асертивен, да бидеш одлучен, а не да бидеш слабак. Значи, жените се привлечени од мажествени мажи, не од лигуши. Значи, ово ќе биде дел од оние практични прагматични совети на крајот. Меѓутоа не можев да издржам, морам сега да им кажам, за да им биде јасно, за оние што не слушаат. И сега, една од начините како да видиш себе си, да се анализираш себе си, каде си на скалата на квалитет како маж, е по својата нарцисоидност. Во хиерархијата, социосексуалната хиерархија, која што зборувавме во епизодата за социјално-сексуална хиерархија кај луѓето, проверете тоа. Колку повисоко е некој во скалата, например, колку поблиско е некој до алфа статус, толку помалку е нарцисоиден. Алфите се најмалку нарцисоидни. Иако во општата култура или во Холивуд или во серии, во филмови се прикажани како највеќе нарцисоидни, како макиавелисти и така натаму. Не, алфите оние кои што природно израснале во хиерархијата, а некои што биле ставени таму од некој богаташ или некој моќен човек. Оние кои што природно израснале во некоја хиерархија, се некои што се најмалку нарцисоидни. Оние кои што се грижат за својата заедница. Оние кои што служат на својата заедница. Оние вистински витези, кои што се моќни, кои што се принципиелни, кои што се силни мажи, квалитетни, меѓутоа ги користат своите квалитети и одлики да се грижат за својата заедница каде што имаат висок статус. И не се себе обседнати. Оние мажи кои што се слаби, тие се нарцисоидни. И ако сакате да се испитувате себе си, кај се наоѓам јас на хиерархија, најдобриот начин е да видиш колку си нарцисоиден. Колку помалку си нарцисоиден, колку повеќе сваќаш дека животот е служба, толку повеќе ќе работиш на себе си да станеш се поквалитетен, затоа што не си обсесиран со тоа да бидеш фиксиран како што си сега, туку знаеш дека имаш многу за подобрување. И со самото тоа што ќе се подобруваш, ќе станеш поквалитетен, само тоа што ќе станеш поквалитетен, автоматски ќе ти биде уважуван повисок статус. И ќе се качуваш во хиерархија. Добро кажано, процесоре, се согласувам целосно. Всушност, јас не можам да издржам, па јас ќе преминам веднаш на еден практичен дел. Да ги запукаме свештениче. Каде што би сакал да им објаснам детално, ведни, па да речеме во 4 чекори, како мажот кој што се освестил дека е бел витез, кој што се освестил дека има ниска самодоверба, да се излече и да излезе од таа матрица, од тој процес, од тој модус на оперирање, на функционирање. Пред тоа сакам само една реченица да кажам, да не биде дека оваа епизода е целосно концептуална и дека нема духовност во себе. Сакам само една реченица која што ми текна сега да ја кажам, која што спаѓа во доменот на надконцептуалноста, а тоа е дека од една перспектива на надулогите и над психологијата, белиот витез е всушност само едно его кое што се плаши од сопствената сенка, од сопствената агресија, се плаши од одбивање и поради тоа се обидува да ја скрие својата сила со тоа што се понижува себе си. Толку.
толку е таа работа. Сега сакам да кажам оние практичен начин за како да се излезе од тоа витештвување, од тој мајндсет на бел витез. Значи пред се мора да се биде искрен со себе. Тоа е првиот чекор. Тука нема бегање, нема некои различни патишта до свеста, има само еден пат, а тоа е брутална искреност со себе, да ги признаеш своите мотиви. Значи да се запрашаш себе си дали ова што го правам за жените би го правел ако никогаш не добијам ништо за возврат. Дали исто така би го правил? Ако одговорот е не, тоа е тоа. Одлично. Ти си го завршил првиот чекор, си се освестил. Исто така можеш да се прашаш себе си колку од мојата добрина е всушност страв да кажам не, да поставам граница, да ризикувам конфликт. Многу мажи, поготово оние кои што ги гледам на социјалните мрежи, всушност кога ќе влезат во одреден мал конфликт со жена или со женски профил, тие се повлекуваат. Веднаш наоѓаат некои заеднички точки, веднаш гледаат да го релативизираат својот став и така натака, ако жената не ги поддржува. Не сакаат да се борат со жена, бидејќи всушност си викаат зошто јас да се борам за овие ставови, што ми е гајле мене за овие ставови, ако јас ја алиенирам жената од мене, ако има некои профили кои што всушност се одбиени поради моите ставови, тогаш кој ќаре ми се овие мои ставови, бидејќи целта мене ми е да добијам женско внимание или да добијам секс. На крај крајава јас ќе се искарам со оваа девојка и таа ќе се оттргне од мене, и јас ќе си останам сам со моите ставови. И што ќе ми е мене тоа? Ете, тоа е размислувањето на бел витез, на човек кој што бара внимание, кој што му треба нешто од друг човек, кој што е проси и така натака. Меѓутоа, доколку го откриеш, доколку овие прашања се со одговорот да или со свесност дека всушност тие имаат страв да кажат не, имаат страв да постават граница или пак ги прават тие работи што ги прават за да добијат нешто за возврат, тоа е одлично, тие го завршиле првиот чекор, се освестиле дека се бели витези. Вториот чекор би бил една работа со сенката и работа на своите граници. Тоа е еден, да речем, меѓу чекор или среден чекор кон созревањето, и тоа е работата на себе. Тоа се работи кои што исто така треба да ги правиш кога ќе завршиш со свето, е едно психолошко здравје, како што си ги мијат луѓето забите и како што се бањаат, така и треба да си ја чистате својата психа, така треба да си работите на својата психа. Значи тука спаѓаат одредени методи на интеграција на агресијата, признавање дека агресијата сама по себе не е зло, туку таа е енергија за заштита, таа е иницијатива, таа е борба со злото и така натака. И многу важно, вежбање на зборот не. Значи едни мали свесни акти на одбивање кога нешто не е во ред, особено кон жени. Пред се кон жени, наместо едно автоматско да, што и да те прашат ти да, добро, ај дојди ваму, ајде ќе дојдам, ај ова кажи го, ајде добро, ај вака и вака, ајде. Значи мораш да ставиш одредени граници. Всушност јас сум приметил дека колку повеќе граници ставаш, жената повеќе е привлечена кон тебе, секако до одредена граница, до одредена мерка. Меѓутоа кога жената ќе види дека ти си човек со граници, со мерки и така натака, со свој интегритет, таа е привлечена, бидејќи таков човек може да заштити. Таков човек може да вистински да ја даде убав живот. Всушност, кога еден човек со интегритет и со самодоверба ќе ја даде автентичен коментар, автентична пофалба, тоа е тоа што значи. Тоа значи повеќе него 100 ласкања на еден бел витез. Исто така тука можеме да вметнеме едно разликување помеѓу помош и само жртвување, само откажување. Значи, има разлика помеѓу тоа да ја помогнеш на некоја жена или да ја пофалиш и така натака, или да голташ одредени понижувања, да се понижуваш себе си за да се чувствува таа убава. Кога тоа ќе го направиш полека, кога ќе ги вежбаш овие работи, веќе влегуваме во третата фаза и таа јас би ја нарекол реконструкција. Значи, на еден машки интегритет, тука веќе си сватил дека во голема мера си ја интегрирал агресијата, си вежбал не, можеш да поставиш граници и така натака, и сега е веќе време да изградиш една собствена вредност која што ќе биде надвор од женското внимание, ќе си се посветиш на работата, на вештините, на некој спорт, на хоби, на заедницата и така натака, ќе си направиш одреден извор на идентитети
кои што се независни од романтичните партнери, романтичните релации. Значи, не ти е све жената центар на твојот живот и не ја мислиш само неизе и така натака, туку си се посветуваш на многу различни извори на свој идентитет. И исто така многу е важно, како еден многу важен стожер на реконструкција на машкиот интегритет е односот со други мажи. Значи, да се најдат одредени модели на здрави, силни, емпатични мажи кои што ќе ти бидат ментори. Еден искрен машки круг каде што се кажува вистината, како што цело време процесорот кажува дека е вистиноговорник, па такви пријатели ти требаат, такви браќа може да се каже ти требаат за да научиш од нив како да не бидеш политички коректен и како да не бидеш безработник со еден збор. И кога и тоа ќе го завршиш, кога ќе успееш себе си да се реинтегрираш во својата машкост, веќе идеме на четвртата, последна фаза, што дури до некаде и спонтано само се пројавува кај здрав маж, а тоа е зрело љубење на жените. Значи сега повторно се враќаш кај жената, меѓутоа овој пат се враќаш како маж, како автентичен маж и почнуваш да ја сакаш жената како личност, не како некој проект. Значи веќе не идеш со мислата ќе те спасам, ќе те поправам и тоа што ти ќе ме сакаш. Обично и на интернет има онакви мемења од слаби мажи кои што велат, јас можам да ја поправам ова, гледаат некоја убава жена, меѓутоа лесна или без морал и така натака и тие велат, јас ќе ја поправам, јас ќе ја спасам, така натака. Тоа е класичен бел витез. Едноставно, зрело љубење на жените значи љубење со одговорност, со себе прифаќање, меѓутоа и со прифаќање на жената, а не со нејзино оправдување. И кога ќе видиш дека таа прави грешки, каде прави одредена злоупотреба, го кажуваш тоа, поставуваш граници, а кога ќе видиш дека одредена жена е доблесна, ти даваш еден вистински комплимент и вистинска поддршка. Значи, ја кажуваш вистината, поддржуваш, без ласкање, без глума, туку со душа, и тоа е тоа што жените, поготово зрелите жени, го препознаваат и таков однос ќе доведе до создавање на брак со вистинска зрела жена, кој што ќе води до љубов, кој што ќе трае до крајот на вашиот живот. Значи, накратко само да го прераскажам тоа што свештеникот се го кажа, не бидете бели витези. Витештото мора да се заслужи, служењето мора да се заслужи. Мора да има општествен договор, а не да биде едностранно. Оние квалитетни жени кои што заслужуваат да бидат штитени од нас, тие треба да добијат нашата заштита и внимание. Оние корумпирани, слаби жени, неквалитетни жени, кои што сакаат нарцисоидно само да добијат внимание и едноставно се незрели, тие не треба да добијат внимание. Тие не треба да добијат заштита, затоа што не се доволно квалитетни. Една точка, а друга точка е, знам дека вие, мажите, ти како маж, го имаш нагона да ги штитиш жените, имаш нагона да ги штитиш послабите. Знам, тоа е затоа што си добар човек. Иако може би си нарцисоиден, ама си добар човек во својата суштина. Меѓутоа, за да штитиш некого, за да му служиш некому, мора прво да се изградиш себе си и од точка на квалитет, од висока точка, од точка на силен, моќен, мудар маж, да ја подадеш раката долу спрема ништо се послаби. Не можеш од доле да го правиш тоа. Ако може и јас да додадам уште 3 реченици кои што ти ме инспирираше сега со овој директен совет. Како не е, свештениче? Значи, една порака до мажите, првен. Значи, ако успеа да ја ислушаш епизодата до тука и ако се препознаеш во овој опис кој што ние го дадовме, тоа не значи дека ти си расипан, туку тоа значи дека имаш една покана од нас да станеш вистински маж, а не да бидеш кукавички стратег, кој што тоне во несреќа и во тага. Исто така сакам еден совет да дам до жените. Значи, не му правите услуга на ниеден маж ако го наградувате за неговата лицемерна добрина. Вие треба да ја поддржувате автентичноста, треба да ги поддржувате границите, треба да поддржувате кога маж ви става граници, а не да ги поддржувате оние театрални гестови кои што ги прават за вас. И уште една реченица и за мажите и за жените.
а тоа е дека зрелиот однос не се гради со пиедестали, не се гради со глумење, туку со две човечки суштества кои се гледаат себе си јасно, зборуваат вистина и едноставно живеат свесно, се избираат себе си свесно. А сега одиме со кратко сиже. Денешната епизода на беседа беше насочена кон белите витези. Ги обработувавме што се, како доаѓаат, како се создаваат, кои се нивните карактерни особини, зошто го прават витештувањето или неоснованата служба кон жените и нивна одбрана. Основно кажавме дека тоа се слаби мажи кои што се надеваат дека преку напаѓање на други мажи и одбрана на жените од нив, дека ќе се издигнат во хиерархијата, дека ќе успеат другите мажи да ги спуштат доле во статус, а со тоа дека самите тие ќе се издигнат и дека жените кои што ги бранат ќе ја препознаат нивната вредност на витез во сјаен штит кој што заслужува да добие романтичен пристап до истата жена. За среќа, жените не се глупави и го намирисуваат ја намирисуваат оваа агенда и тоа што е нечесто од нив е што ги држат ваквите бели витези во нивната орбита. Меѓутоа, сепак, жените не се глупави, туку го намирисуваат истото тоа и не даваат пристап романтично-сексуален до нив, на белите витези, на слабите мажи. Затоа што ги сеќаат дека се слаби мажи. Жените почитуваат и се привлечени од силни мажи, од квалитетни мажи, не од слаби мажи. Понатаму свештеникот ги објаснуваше каков е процесот на бел витез, како почнува, многу често се случува заради лош однос со мајката, која што е предоминантна, која што ја условува својата љубов и во такво едно семејство секако и таткото не може би ментор не е доволно мажествен и така натаму. И ова практично создава еден недоволно развиен нарцисоиден млад маж, кој што верува дека ако е добар спрема жените ги брани, дека ќе го добие нивното внимание, нивната љубов и така натаму. Меѓутоа оваа фаза да трае и со години и на крајот редовно завршува во гнев, во еден непријател на жените, заради тоа што сваќаат дека џабе било сето тоа. Џабе бил добар, џабе бил услужлив, џабе глумел добар, практично, затоа што жените станува не му дали ништо. И тогаш станува најголем непријател. Ете баш и деновиве на Твитер видовме дека буквално од жени кои што ги одбиле ваквите бели витези и кои што исти овие бели витези почнуваат да ги нарекуваат со погрдни зборови, да бидат нивни непријатели и така натаму. Значи токму тоа се случува, токму тоа што го опиша свештеникот. И за крај, свештеникот ги даде своите практични прагматични совети како да се изградите во квалитетен маж, кој што нема биде бел витез, кој што нема неосновано да слугува на жените, ниту па на некој друг, туку сето тоа мора да се заслужи. Јас завршив со заклучокот дека вашата служба мора да биде двострана, мора да биде однос, општествен договор. Вие служите, меѓутоа служите на некому кој што е квалитетен и кој што е достоен да му се служи, а не само да служите, да се трошите и да се гурите непотребно. И на крајот свештеникот заврши со своите дополнителни совети за како да се изградите во квалитетен маж и преку тоа да стигнете до квалитетна жена со која што ќе имате долготрајна врска и квалитетна врска и брак. Најгласниот човек во собата често е најслаб внатре. Ерик Хофер.